Короната на големите сенџери на супермаркети им донесе многу повеќе работа, приход и профит. Одлична година благодарение на пандемијата имаа КАМ, Кипермаркети, Китго, Тинекс, Веро, Рамстор и Жито. Официјалните податоци за работењето на овие компании покажуваат дека нивна среќна година била минатата. Периодот кога илјадници луѓе беа дома и без работа, а економијата во многу сектори речиси стоеше. Најдобрата позиција и во овој бизнис и понатаму ја држи КАМ Маркети, кој лани на својата сметка привлекла без малку 170 милиони евра. Ова е за 14% повеќе од претходната година, кој на другиот дел од семејството Камчеви им донело 4,9 милиони евра профит. Втор на листата кој ги има најдобрите е Тинекс, кој има 15% повеќе промет од претходната година, кој пак овозможил 96,9 милиони евра приход и 3,6 милиони евра профит на собственикот, бившиот градоначалник Владимир Тодоровиќ. Во безпоштедната конкурентска борба, голем чекор направија Кипермаркети од Тетовско Желино и Стокомак. И двете фирми имаат приходи поголеми од 20%. Кипер има 72,7 милиони приход и 30% повеќе профит, кој стигна до 3,4 милиони евра, а него го делат Висар Јакупи и Алајдин Даути. Стокомак стигна до 78,2 милиони евра на сметка, од кој собствениците Зоран и Гурга за себе обезбедиле 3 милиони евра профит, кој е со релативно најголем раст меѓу сите маркети. Пети на оваа листа е штипскиот Китго, кој за една година остварил продажба од 65,2 милиони евра, што е за 13% повеќе од претходната година, а добивката му е 2 милиони евра или за 18% помалку. Понатаму следат Жито Маркети, Рамстор и други успешни компании на кои пандемичната година им беше навистина наклонета, па на милионите промет ставија уште по некој милион повеќе.